Драги слушателки, добре дојдевте на аудиопрограмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Што значи да се има вистинско пријателство? Дали може да се сведе само на прегратка или на телефонски повик? Дали може да се сведе на лајк на социјалните мрежи, на посета во болница, на заедничка вечера или на нудење рамо за плачење? Пријателките ги прават сите овие нешта, но прашањето сепак стои: што е пријателство во неговата суштина? Која е добра и вистинска пријателка? Како пријателствата можат да имаат штетно влијание врз нас? Ова се темите за кои ќе разговараме во денешната програма на Скапоцена и сакана. Затоа ќе ве замолам да продолжите да ја слушате ова програма, бидејќи денес во неа ќе разговараме за едно од најголемите дарови – пријателство. Поема. Постои посебен вид на блискост, кој им е позната само на пријателките. Започнува со љубов и доверба. И тие постојано се продлабочуваат. Постои посебен вид на среќа, кога луѓето споделуваат живот, сметат насмевки, искрените разговори се споделуваат со најблиските. Постои посебен вид на утеха, кога знаеш дека имаш пријателка која е тука да те поддржи и расположи, да те разбере и да се грижи за тебе. Кога ќе побараш од Бог да ти даде дар, благодари му што не праќа дијаманти, злато или бисери, туку ти праќа вистинска пријателка. Да, пријателке, навистина еден од најголемите дарови кои Бог ни ги дава е љубовта и присуството на вистинските пријатели во нашите животи. Библијата, која е Божиот свет збор, во една од книгите на Стариот Завет го вели следното: маслото и темјанот го радуваат срцето, така е сладок пријателот со неговиот срдечен совет. Колку прекрасна алегорија! Со други зборови, ако некогаш си тажна и се чувствуваш лошо, добрата пријателка може да го смени тоа. Кое пријателство е добро и здраво и кои пријателки можат да се наречат добри пријателки? Со оглед на тоа што несебичноста се наоѓа во срцевината на доброто пријателство, како можам да бидам пријателка со други жени? Денес ќе размислуваме на овие нешта и ќе слушнеме мислење од неколку скапоцени и сакани жени за тоа која е најважната одлука кај добрите пријателки според нивното искуство. Ајде да почнеме. Здраво, драги слушателки! Моето име е Елеја и низ голем број на животни искуства научив дека една од најважните одлики на добрите пријателки е лојалноста. Добрите и вистинските пријателки се оние кои се тука за вас кога сте болни, кога имате ментални и емотивни проблеми, кога минувате низ развод, разочарување и длабоки повреди во животот. Тие не ве напуштаат кога ви се потребни. Лесно е да најдете пријателки кога се ви е во ред во животот, но вистинското пријателство се испитува во тешки времиња. Се сеќавам еднаш кога бев болна и требаше одреден период да лежам во болница, оние жени кои мислев дека ми се пријателки не ни дојдоа да ме посетат. Но бев изненадена кога други жени кои не ги сметав за најблиски ми обрнаа внимание и дојдоа да ме видат. Од тогаш наваму тие се моите најдобри пријателки. Во книгата Изреки
18:24 пишува: Кој сака да има пријатели и сам треба да биде дружелюбив, зашто има пријатели поприврзани од брат. Колку е вистини овој библиски стих? Дали некогаш си доживеала некоја пријателка да ти биде поблиска од твојот брат или сестра, да има повеќе разбирање за тебе и да е повеќе присутна во твојот живот отколку брат ти или сестра ти? When you're down and troubled and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. You've got a friend. Моето име е Линда и според мене најважно е да разграничиме помеѓу познаничките и пријателите во животот. Познаничката најверојатно нема да ти пише само за да те праша како си. Познаничката е она жена со која комуницира само ако ти пише прва или ако случајно се сретнете негде. Но вистинската пријателка ќе ти пишува редовно за да праша како си. Ќе ги слуша твоите проблеми, ќе ти даде совет како да се подобриш во некои области во животот, ќе ти готви оброци тогаш кога си болна, ќе ти помага со купувањето на мирници тогаш кога детето ти е болно, ќе ги чува твоите деца кога имаш потреба од тоа и слично. Вистинската пријателка те разбира, без да те суди. Ги слуша нештата кои не ги кажуваш и ја има храброста да те поддржува тогаш кога ти е навистина тешко во животот. Библиски стихови. Пријателот сака во секое време и како брат ќе се јави во време на невојля. Со својата братска љубов сакајте се срдечно едни со други и натрпнувајте се во почитување еден кон друг. Оној што љуби со чисто срце и чист зборови се пријатни на царот станува пријател. Моето име е Марија и јас верувам дека доверливоста е најважниот квалитет во пријателството. Ми треба пријателка која знае да ги чува моите тајни, моите борби и болки и која нема да ги сподели со другите. Навистина ме повредува кога ќе споделам нешто лично со некоја пријателка и после некој време дознавам дека и други знаат за тоа и зборуваат зад мојот грб. Но вистинските пријателки нема да ви го направат тоа. Затоа, драга слушателке, те молам да бидеш внимателна и да не ги кажуваш информациите кои ти биле кажани во доверба, бидејќи таквото однесување најверојатно ќе го прекине пријателството со личноста која ти се доверила. Ми се допаѓа изреката која вели: довербата е како гума за бришење, таа се намалува после секоја грешка.
Добре дојдовте назад во програмата Скапоцена и сакана. Моето име е Јана и за мене искреноста е најважната одлука во пријателството. Вистинските пријателки се оние жени кои се искрени со мене, не носат маски и ми го кажуваат тоа што го мислат. Тие се доволно ранливи за да бидат отворени за сите своји борби, проблеми и разочарувања. Таквата транспарентност и отвореност ме прават да се чувствувам слободна и јас да бидам отворена со нив. Покрај тоа што се искрени во однос на нив самите, добрите пријателки се искрени во однос на мене. Тие ми ја кажуваат вистината дури кога ме боли или не сакам да ја слушнам. Во Старозаветната книга Изреки има еден прекрасен стих кој се однесува на пријателствата. Тоа е 7 глава 6 стих вели: Искрени се прекорите од оној кој сака, а лажливи се бакнежите од оној кој мрази. А во истата книга 28 глава 23 стих пишува: Кој разобличува човек, отпосле ќе најде поголема благонаколност отколку оној кој што ласка со јазик. Како вешт хирург, вистинските пријатели морат да те пресечат, за да те излечат, бидејќи не сакат да те гледат како одиш по лош пат. Ако имаш пријателка која е искрена кон тебе и ти ја кажува вистината, дури и кога те боли, тоа е добро и полезно за тебе. Библијата вели дека искрените удари зададени во љубов се повредни од лицемерните бакнежи. Ако имаш пријателка која доволно те сака за да ти ја каже вистината во лице и со љубов, немој да ја напаѓаш, туку прифати ги нејзините зборови и толкувај ги како зборови на љубов и грижа, бидејќи вистинските пријателки се изградуваат и охрабруваат една со друга. Моето име е Нада. Кога станува збор за пријателствата, јас научив едно многу важно правило кое гласи: ако сакаш да имаш добри пријателки, биди добра пријателка. Порано велев, нема добри пријателки или ни една жена не сака да биде моја пријателка. Но еден ден една мудра личност ми рече: дали некогаш си се запрашала каква си ти како пријателка? Тоа значи дека ако сум искрена кон другите, ако сум лојална и покажувам грижа, доверливост, емпатија, сочувство и искрена љубов, тогаш сигурно ќе привлекувам такви личности во мојот живот. Од тогаш наваму одлучив да го правам токму тоа и резултатите се неверојатни. Пронајдов пријателства кои освежуваат мојата душа. When you're down and you need someone who cares to come around, someone to listen to the aching in your heart, someone to take your part, someone to take your hand and lead you through. I'll be there to care, to share, to walk the road with you, and I will make this promise now to you. I'll be your friend, and I'll always be there. You can depend that I'll never leave you, and though we may be apart, you'll stay in my heart. You can depend till the end that I will be your friend. Драги слушателки, добре дојдевте назад. Пред да слушнеме ова прекрасна песна, неколку жени ги споделуваат своите увиди за тоа што е важно во градењето на долги здрави пријателства. Би сакала да додадам дека суштината на пријателство не е во квантитетот, туку во квалитетот.
Не е важно колку личности те сметат за пријателка, туку колку длабоки пријателства имаш во животот. Ние жените треба да сватиме дека иако можеме да познаеме стотици луѓе во животот, сепак само мал дел од нив се вистински пријатели и пријателки. Живееме во свет на социјални мрежи, каде имаме голем број на така наречени пријатели, луѓе кои ни ги лајкуваат сликите, ни коментираат на нашите објави и слично. Некогаш сме во искушение да размислуваме за бројките на социјалните мрежи, како вистинско мерило за тоа колку пријатели и пријателки имаме во животот. Мораме да бидеме мудри за ова и да разграничиме помеѓу виртуални и вистински пријатели и пријателки. Низ годините ќе сватиме дека многу луѓе ќе дојдат и ќе си заминат од нашите животи. Вистинските пријатели и пријателки ќе останат заедно со вас и никогаш нема да ве напуштат. Но и ние треба да бидеме такви пријателки за другите и да бидеме доверливи и лојални. Ајде да се сретниме, да постанеме жени кои со своето однесување ќе бидат добро сведоштво за Господ Исус Христос. Моето име е Сара и кога размислувам за пријателството, во мојот живот се сеќавам на мудрата изрека која вели: со кој си, таков си. Со други зборови, тоа значи дека стануваме слични на луѓето со кои минуваме време. Личностите кои ги избираме за своји пријатели ќе имаат влијание врз нашиот живот, било да е тоа позитивно или негативно влијание. Во Новиот Завет, во првото послание до Коринтијаните, глава 15, стих 33 пишува: лошото друштво ги расипува добрите навики. Ова е исклучителна важност. Колку да си мудар, лошите пријателки сигурно ќе имаат штетно влијание врз тебе. Затоа те молам, биди внимателна и не дозволувај лошото друштво да ја уништи твојата внатрешна убавина. Life is hard, so many hurts, so many ways to break your heart. And what you need is just a friend to stay with you, a friend to pray with you, a friend to point the way to better days. I praise the Lord my God for every precious gift He sends, and I'm praising Him today for all my friends. Драги сестри, добре дојдевте назад во програмата Скапоцена и сакана. Дали знаете дека вие сте создадени за да имате пријателство со Бог? Бог не е само што сака да знаеме кој е тој, туку сака да го познаваме и како пријател. Во Библијата Божиот свет збор се вели дека Исус не повикува да веруваме во Него, да го следиме и да го имаме близок како пријател. Самиот Исус не нарече своји пријатели. Во Евангелието според Јован, книгата од Новиот Завет, глава 15, Исус вели: никој нема поголема љубов од ова, да ја положи душата своја за своите пријатели. Вие сте ми пријатели. Како го вршите она што ви заповедам јас, веќе не ве нарекувам слуги, зашто слугата не знае што работи господарот, туку ве нареков пријатели, бидејќи ви кажав се што сум чул од мојот Отец. Замислете, Создателот на небото и земјата, семојкниот Бог, сака да биде пријател со нас. Можноста да се наречеме Божји слуги е навистина голема привилегија, но сепак Господ Исус ни дава уште поголема чест и не нарекува своји пријатели. Ова е нешто што нашите умови не можат целосно да го разберат, но сакам да те прашам денес, дали
го гледаш и доживуваш Бог како пријател. Како можеме да го доживееме Бог како пријател? Ке ви дадам неколку совети. Прво, биди добро запознаена со тоа кој е Господ Исус Христос и што тој направи со цел да биде твој пријател. Тој дојде на овај свет за да пострада за нашите гревови. Сето тоа го направи поради љубовта кон нас луѓето. Тој те познава многу подобро отколку што се знае самата себе и те сака и многу повеќе и подлабок од било кој друг на овај свет. Знај дека ти си во неговите мисли и дека тој ти го посакува најдоброто. Второ, одлучи да го следиш. Ако се уште не си се помирила со Бог и не си побарала да ти прости, сите твои гревови, денес е денот кога можеш да ја донесиш таа важна животна одлука. Како што спомнав пред малку, Исус го положи својот живот со цел да добиеш простување на гревовите. Да, тој го стори тоа за тебе. Господ Исус те познава по име и те сака, бидејќи си скапоцена во неговите очи. Кога ќе поверуваш во неговата смрт и воскресение и кога ќе ги прифатиш, ти ќе добиеш простување на гревовите и душевен мир. Без разлика која била твојата досегашна религиозна определба, без разлика во какво семејство си израсната, ако денес одлучиш да почнеш да го следиш Господ Исус Христос, тој ќе стане твој спасител и пријател. Трето, секојдневно одвојувај време за да се приближуваш до Него. Меѓусебните односи се предлабочуваат преку разговори. Во Стариот Завет во книгата Излез глава 33 стих 11 пишува: Господ зборуваше со Мојсей лице в лице, како што зборуваат пријателите. Мојсей имаше голема чест и привилегија, зарем не? Кога минуваш време со Бог, ти всушност ги негуваш меѓусебниот однос со Него. Зарем не се развива така меѓу човечките пријателства? Затоа ние треба секојдневно да минуваме време со Бог, преку читање на Библијата и молитва. Кога го читаме Неговиот збор, ние всушност му дозволуваме на Бог да ни зборува, како на пријатели. А кога се молиме, ние му благодариме, ги признаваме своите гревови пред Него, ги споделуваме своите проблеми со Него и слично. Сето ова не треба да го правиме зашто мораме, туку зашто сакаме и е за наша полза. Четврто, биди му послушна. Не е доволно само да знаеш што Бог бара од тебе, но исто така треба и да го правиш тоа. Во Евангелието според Јован, глава 15, стих 14, Господ Исус вели: Вие сте ми пријатели, ако го вршите она што ви го заповедам јас. Ние го градиме нашиот меѓусебен однос со Бог, тогаш кога сме му послушни на Неговите заповеди. И на крај, сакај го Бог во секој ден од твојот живот. Тоа значи да му веруваш и да му останеш верна, без разлика на тоа со какви околности се соочуваш во животот. Добрите пријатели остануваат заедно дури во тешки времиња. Не си го вртат грбот еден на друг, ќе има моменти кога твојот меѓусебен однос со Бог ќе биде под напад, можеби ќе имаш некаков проблем во животот, можеби ќе бидеш прогонувана и разочарана и слично, но сакам да те охрабрам да му веруваш на Исус дури во такви моменти. And griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace
we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Драга скъпоцена и сакана слушателки, јас сум навистина восхитена од фактот што Создателот на целата Вселена ме сака толку многу, што сака да биде мој пријател. Тоа ми кажува дека не само што можам да го славам и обожавам, туку и дека можам да бидам блиска со Него, знаејќи тој секогаш тука за мене. Исус не нарекува своји пријатели. Тој умре за нас на крстот и ако веруваме во Него, тој ќе остане наш пријател за секогаш. Во Него го имаме најдобриот пријател кој многу добро не познава и многу не сака. Дали сакаш да го почнеш твоето духовно патешествие чекорејќи по Божиот пат? Ајде да се молиме заедно. Небесен Татко, Ти благодарам што во Исус Христос имам некој кој ми е вистински близок во животот. Помогни ми во се што правам да ја рефлектирам Твојата добрина, за на другите да им покажам што значи да се биде вистински пријател, а и мојот живот да биде добро сведоштво за Тебе. Те молам во името на Исус. Амин. Драга пријателке, тука ќе завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш Неговата љубов и Неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.